го имав. Еден од најлошите порици тоа е коцката. Значи коцката е можна да кажам полош дури и од дрогата. Отворив приватна фирма, меѓутоа не знам што се случи со мене, почнав и јас да играм. Така да за релативно кратко време бев напуштен и од парите, и од семејството, и од куќата, така да изгубив све. Од врвот до дното, од дното, преку мене, да. Доаѓам 2 пати неделно, среда и петок, али и другите дни знам да си дојдам, пошто некако сум врзан со Црвениот крст емотивно. Емотивно. Јас како фамилија ги рачувам луѓе што се дека вработените. И ја фигурирам како една тампон зона помеѓу бездомници и вработени. Се отвара кога ќе паднат екстремно ниските температури во градот Скопје, исто така се отвара по потреба и во екстремно високите температури, колку што се екстремно ниските температури сурови и незгодни за оваа целна група, исто така заради разни болести, високите температури во градот Скопје може да одземат живот. Голем број на бездомни лица, да наречам дека веќе се излезени, направена е таа успешна реинтеграција, повторно никогаш не се вратиле во центарот за дневен престој. Таа бројка е негде 20 бездомни лица кои што работат во помали или поголеми компании. Мислам дека имаат цел диапазон на различни приказни. Самото бездомништво доста влијае врз самодовербата на личноста, се појавуваат меланхолија, депресивни симптоми, некоја анксиозност во врска со како ќе изгледа утре денот, како ќе се снајдат и слично. Како психолози нудиме едукација првенствено на тоа што значи самопомош, што значи самодоверба, што значи мотивација, што значи унапредување на сопствените, вреднување на сопствените, значи лични квалитети и градење на една подсврста слика за себе, која што може понатаму да им помогне со тоа како да се справат со конфликтите и проблемите со кои што се соочуваат во нивниот секојдневен живот.